благодарам председателе, почитувани колеги пратеници. Јас барам точката од дневниот ред подреден број 10, тоест предлогот за законот за изменување и дополнување на законот за урбанистичко планирање по скратена постапка, да биде тргнат од дневниот ред поради низа причини, меѓу која првата е техничка, а тоа е дека во членот 1 е наведен службениот вестник подреден број 1123, кој всушност од 20 јануари 2023 година и во овој број на службениот вестник нема никакви измени на овој закон. Бројот на службениот вестник на кој се мисли оној 111-23 и во материјалите на законот точниот број е наведен во воведот, но во членот 1 има погрешен број на службениот вестник и поради оваа причина сметаме дека имаме доволна причина да биде тргнат оваа закон за овој предлог за законски измени од дневниот ред, додека другите причини би навел дека се општествени и ствараат некои проблематични околности, а тоа е дека всушност урбанизмот и урбанистичкиот хаос е една од рак раните во нашето општество и вакви закони не смеат да се носат по скратена постапка без да биде покрената соодветна и опширна јавна расправа во која ќе бидат вклучени сите релевантни стручни општествени актери кои се занимаваат со оваа проблематика. И всушност со овие измени се овозможува едно несоодветно урбанистичко планирање кое е резултат на повеќе деценијски пристап кон оваа проблематика. Понатаму имаме и проблематични околности, а тоа е дека се брише обврската за започнување на постапка за носење на урбанистички планови и документација кои не се согласени со тековниот закон. И всушност сакаме вака да создадеме хаос и да влијаеме на квалитетот на животот на граѓаните и влошувањето на условите во животната средина. Недозволиво е дел на Републиката да нема нови урбанистички планови према нови тековни параметри кои соодветствуваат на вистинските околности на терен. На локалната власт понатаму им се ослободува од обврската да ги одредува урбанистичките планови според јавниот интерес и се дозволува понатаму во одредени членови да се избрише усогласувањето на урбанистичките планови со изводот од урбанистичките планови по тврдата за урбанистичка усогласеност и сметаме дека со бришењето на оваа потреба за усогласеност дека ќе се оди само по законот за градење што најмногу им одговара на олигарсите, а не на јавниот интерес. Понатаму сметаме дека има и проблеми во низа други членови. Накрај би сакал само да ја потсетам јавноста дека вакви слични, дури идентични измени беа предложени и од СДС и од ВМРО кон крајот на претходниот мандат, кои нашата партеничка група ги блокираше. Со измените во новиот деловник ова не е возможно, затоа повикуваме на вашата совест и на техничката грешка која ја пронајдовме.